Рудниците во Пробиштип и во Крива Паланка, Тораница, беа доведени во многу лоша ситуација заради финансиските проблеми што ги имаше претходниот концесионер инвеститор. На некој начин ги извлековме од као, но за многу кратко време, за многу краток период од 6 месеци се заврши стечајот, се најде нов, многу силен и способен, искусен, докажан концесионер, тоа е компанијата Минстрой од Бугарија, кој што веќе овие денови, значи во наредните 4-5 дена, ќе го рестартира рудникот во Пробиштип. Таму веќе се ангажирани околу 160 работници, бројката ќе расте, а за околу 1 до 1,5 месец ќе го рестартира и рудникот Тораница во Крива Паланка, така што двата рудника ќе бидат рестартирани, ќе се оди до најмалку 400 вработувања, а може би и повеќе. Целта е да се вратат сите рудари на нивните работни места, сите оние рудари кои што ги загубија своите работни места кога претходниот собственик влезе во финансиски проблеми. Новиот инвеститор тоа го кажа, го вети дека сите оние рудари кои што ги изгубија работните места ќе бидат вратени назад, дури кажа дека и оние што заминале од земјата во Србија, во Црна Гора, каде што исто така има рудници и бараат рудари, ќе се обиде да ги врати назад со добра понуда на плати на финансиски услови што ќе им ги понуди. Тоа е одлично затоа што тоа се градови каде што рудниците имаат значајно влијание во економското живење и заради вработувањата директни и индиректни, но и заради соработката со другите фирми и компании во градот кои што се нивни соработници, добавувачи и слично. Така што можам да кажам дека за исклучително брз период се заврши рестартот на овие два рудника. Велам во наредните 4-5 дена ќе биде официјалниот рестарт, а во Пробиштип, а во Крива Паланка за околу 1 до 1,5 месец. Важно е тоа што новиот собственик на концесијата, значи новата компанија Минстрой која што ги зема овие рудници, ги исплати за останатите плати на рударите за месеците во кои што работеле, а претходниот собственик не им ги исплатил платите, што исто така ме радува и покажува една многу голема сериозност на новиот собственик во пристапот на работењето, грижа за вработените рудари, и тоа е она што ние го посекуваме како држава, како политичка гарнитура.